Со интонирање на македонската химна денес во спортската сала Јордан Мијалков започнаа традиционалните спортски игри за лицата со посебни потреби. Стојан Чанев од Штип, еден од 60-тината спортисти од 6 општини, кои денес се надпреваруваа во неколку спортски дисциплини. Што сакаш најмногу да спортуваш? Пикадо, пинг-понг, кошарка, фудбал. Сакаш да спортуваш, а? Сакам да спортувам. Се запознали овде пријател? Се запознал овде пријатело. Ке се надпреварува во повеќе спортски дисциплини, и тоа кошарка, пинг-понг и други рекреативни спортски надпревари. Развивањето на спортскиот дух и спортските вештини се од голема важност за лицата со посебни потреби, истакна градоначалникот Бошварски, посочувајќи дека во наредниот период општината ќе работи на изградба на паркови наменети за лица со телесен хендикеп. Ќе работиме на подобрување на инфраструктурата во нашиот град и за движењето на лицата со посебни потреби и на формирање на паркови кои што ќе можат да ги користат. Сега ние треба чекор по чекор да работиме да ги подобруваме условите и за спортување, и за рекреација, и за движење на овие лица. Традиционално и оваа година во Штипската библиотека свечено отворени изложбата на цртежи и предмети, изработени од членовите на Сдруженијето Порака. Со нивна презентација на нивните дела што ги имате изработено, ние сакаме општо на граѓаните да и покажеме дека овие лица можат да работат и други работи. Сигурно за нив представува големо задоволство и среќа што нивните изработки ќе бидат изложени и ќе бидат презентирани пред повеќе луѓе со цел да докажат дека и тие се способни и за повеќе работи, не само како лица со посебни потреби. Денешните активности се дел од програмата за одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби.